По објавување на пакетот за проширување на Европската Унија и во пресрет на декемврискиот состанок на Советот на ЕУ, на иницијатива на Македонија, денеска во Скопје се одржа конференција посветена на европските предизвици на земјите од Западен Балкан, од која произлегоа заложбите за отворен диалог за реформите, за еднички настап на регионалните иницијативи и за ИПА фондовите. Земјите од Западен Балкан, по добивањето на извештаите од Европската комисија за напредокот на нашите држави, да направиме пресек и заеднички да ги кажеме нашите видувања околу можностите за унапредување на регионална соработка и размена на искуства во овој процес. Вице-премиерката за европски прашања истакна дека земјите од Западниот Балкан остануваат со заеднички напори да се поддржат во разните меѓународни иницијативи. Во контекст на билатералниот спор за името со Грција, во своето обраќање, министерот за надворешни работи Никола Поповски истакна дека Македонија повеќе од кој било друг сака ова прашање што поскоро да се затвори, изразувајќи верување дека тоа е можно со обострана конструктивност и флексибилност, со почитување на фундаменталните слободи и вредности на европската интеграција. Нашиот пристап во разговорите под покровителство на Обединетите нации продолжува да биде активен и конструктивен и со интензивирана динамика со цел што е можно поскоро изнаоѓање на заеднички прифатлив разумен компромис. Своје обраќање на конференцијата има и премиерот Никола Груевски. Стефано Санино, генералниот директор на Директоратот за проширување на Европската Унија, и европратеникот и известувач за Македонија Ричард Ховит. На конференцијата присуствуваа представници од Косово, Албанија, Црна Гора, Турција, Хрватска и Босна и Херцеговина. Српскиот вице-премиер за евроинтеграција Божидар Гелик во последен момент го откажа присуството. Според најавите се очекува идната година, една недела по објавувањето на извештаите за напредокот на Европската комисија, а на иницијатива на Македонскиот секретаријат за европски прашања, во Скопје да се одржи уште една ваква конференција.